Екс-директорот на УБК и поранешен висок функционер во ВМРО-ДПМН Сашо Мијалков по подолго време се огласи во јавноста, овој пат за да демантира, како што вели, каква било вмешаност во актуелните случувања поврзани со обезбедувањето на двотретинското мнозинство за почнување на процесот за уставни измени во законодавниот дом. Откако изминативе денови дел од медиумите пишуваат дека главниот притисок за гласањето за на 8 опозицијски пратеници во собранието го вршил Сашо Мијалков во замена за амнестија и враќање на неговиот пасош, тој денеска во изјава за Прес 24 ги отфрла ваквите наводи и повикува на единство во ВМРО-ДПМН. Заради зачестеното присуство на моето име во некои медиуми во изминатите 2-3 дена, чувствувам обврска да дадам свој коментар по однос на истите. Имено, на денот на мојата оставка од сите партиски функции минатата година, немам учество во какво било својство и форма во работењето на политичката партија во која сум поминал децении. Од тука, отфрлам било какви шпекулации за моje влијание врз председателот на партијата, органите на партијата, пратениците или која било друга организацијска структура во нејзин состав. Во таа насока, сметам дека во овој момент, во интерес на сериозните предизвици со кои се соочува нашата партија, е потребно единство како никогаш досега. Најмалку потребно во овие моменти е создавање поделби кои ќе имаат за цел да го ослабат ВМРО-ДПМН. Им порачувам на сите патриоти, членови и поддржувачи на политиките на ВМРО-ДПМН дека е потребно силно и обединето ВМРО-ДПМН, кој ќе биде стожер на сигурна, безбедна и просперитетна Македонија. Вели Мијалков за Прес 24. Наспроти ова се погласни се тврдењата дека вечерва ќе се судрат двете крила во ВМРО-ДПМН со два можни исходи, или исклучување на Мијалков од партијата, или согласно некои информации, гласање на недоверба на лидерот Христијан Мицкоски.